Глава 3. Во тие дни дојде Јован Крстител кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, зашто ова е навистина оној за кого прорекол пророкот Исаија кој вели: Гласот на оној што вика во пустината, пригответе го патот на Господ и исправете ги патеките негови. А Јован носеше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот крај Јордански доаѓаа кај него и се крштеваа од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: Змиски рожби, кои ви кажа да бегате од гневот што иде. Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: Наш татко е Авраам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со светиот дух и со оган. Лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе изгори со оган што не гасне. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да биде крстен од него. А Јован го одвраќаше велејќи: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти доаѓаш кај мене. Но Исус му одговори и рече: Остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда. Тогаш Јован се сложи. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји како слегува како гулаб и се спушта над него. И ете, глас од небесата проговори: Овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја.